Празнувањето на Свети Трифун е главно познато според обредното закројување на лозјата. Светецот се смета за покровител на меанџискиот теснав, но и заштитник на лозарите и градинарите. Во повеќе краишта на Македонија на овој ден се запраскувале лозјата со осветена вода и се изведувало обредно закројување. Култот кон светецот Трифун години наназад се негувал и во Кратово. За адетите кои кратовци ги правиле на денешниот празник, кој во Кратово се нарекува Свети Трифун, не раскажа Стефче Доневски во неговиот семеен вински подрум. Кратовско е секупот било прочуено Трифун песна, игра, оро, свештеник, вода да се попрска, да не е градобитна година. Тоа се све од традиција и за тоа се избирало крал на пијаници. Со години е бил Коце Мемун од Кратово крал на пијаниците. Од Стефче Доневски слушнавме и за една интересна традиција која започнала во прочуената Тасева кафана, кога кратовци поради големо невреме на Свети Трифун не отишле на своите лозија. Кад се собрале едно друштво у кафаната на Тасе Дедец, ама Трифун почнало многу да врне и не отишли у лој за кратовци, останале туј. И кој ќе испие навеќе, одлука донесено Тасева кафана, за следната година, тај што е колку кила е тежак, ќе добие буре с вино како награда. Доневски ни раскажа како настанало името на една од најзастапените винови лози во Кратовско, познатата Кратошија. У Кратово е била заступено Кратошијата. Одредница е дадено Крато географска, а местото што се вика Шија е на Трискавица и е права Шија што се гледа, што викамо ние путу за маки. Тоа е стариот пут што иде од Кратово за Горно Кратово за Кюстендил. Тоа е се бил со лозованост. Винската приказна за Кратово ја завршуваме со чаршиски мајтап. Старите кратовци за мераклиите на вино и пијаници велеле: у буре со вино да ga staveš, suvki iskoči.